17 декември 2014 година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. Синоќа во хотел Фенис се реализира петата завршна сесија од форумот во заедниците на тема "Граѓаните учествуваат во формирањето на буџетот". Извештајот е на колешката Миријана Мукаетова. За релативно краток период од само 34 дена во 5 сесии, граѓаните на Кавадарци преку форумски расправи, по кои на почетокот беа регистрирани и по 200 граѓани, разговараа, прашуваа и одредуваа приоритетни листи во рамките на форумот на заедницата на тема "Граѓаните учествуваат во формирањето на буџетот". Синоќа на завршната пета сесија тие одлучија од листата на програми локалниот економски развој да добие 100 поени, додека од листата за проекти предност му дадоа на формирањето на информативно-туристичко биро, за кое беа доделени 67 поени, додека изградбата на деловниот трговски центар доби 62 поени. Како најстар учесник на овој форум ми беше чест и задоволство да учествувам и да присуствувам и како тако да земам учество во донесувањето на многу важните одлуки на ниво на општината. Со ова граѓанството ми даде смерници за своите сваќања, склоности и за своите потреби на локалната самоуправа, која што во иднина ќе има патоказ на што да ги усмерува своите активности за да ги задоволи најакутните проблеми на граѓанството. Јас имав таа чест во изминативе месеци пол да се дружам со кавадарчани. Од една страна се дружев со општината, општинската администрација, со кои што ги подготвувавме форумските сесии, меѓутоа од друга страна со работата на работните групи помеѓу сесиите. Во текот на целиот форум имавме, според моје мислење, плодна работа, плодни дискусии кои што произлегоа со голем број на предлози и проекти. Она што го имавме од почетокот од првата сесија, предлозите од граѓаните во однос на стратешките приоритети на општината. На следната сесија продолживме со предлози на граѓаните во однос на зголемување на приходите на општината. На третата и четвртата сесија ги разгледувавме програмите, односно расходите од буџетот за следната година. Граѓаните уште еднаш имаа можност да му кажат на градоначалникот и на општинската администрација која им е приоритетна програма. Во вашава ситуација во општина испадна програмата за локален економски развој. А од друга страна имавме да приоритизираме проекти. Она колку што се сеќавам беше отварање на туристичко биро, патната инфраструктура, значи пак во горниот дел од табелата беа проектите детската градинка, пазарот, значи деловниот центар, значи беа проекти кои што влијаат на поголема популација, на поголем број на жители и градоначалникот, советот на општината и општинската администрација треба да вложат дополнителни напори следната година овие проекти да бидат реализирани. Сега, она што ни преостанува е гласањето, изгласувањето на буџетот и нели во следната година реализацијата на тој буџет со граѓаните, со општината, со градоначалникот, да сме здрави и живи, сите се гледаме следната година во септември, каде што ќе имаме последователната 6-та сесија, кога ќе видиме што направила општината во тој период. Секогаш народот тоа што ќе го избере, мора да е добро. Јас сум изненаден од бројката на учесници на овие форуми. Овие 5 сесии поминаа во една работна атмосфера. Исто така сум овде и огромна е мојата чест да ги примам сите овие приоритетни проекти и тие кои што се инкорпорирани во буџетот, кои што ќе бидат инкорпорирани во буџетот во 2015, но да се залагаме остатокот од нив да бидат инкорпорирани во и да фатат место во наредните буџети. Не помалку важно е, нормално,
За секој проект битна е реализацијата, но не помалку важна е детектирањето на проблемот и одредувањето на приоритетите. Нормално, доколку не би биле граѓаните и доколку оваа бројка не би учествувала на вакви форуми, овие приоритети нема да бидат приоритетни за целокупното население на општина Кавадарци. Тука сме како локална самоуправа секогаш да го слушаме гласот на народот, да ги решаваме заеднички проблемите и нормално сите буџети да ги правиме со дослух на народот. Советот на општина Росоман денеска по повод 18 години од основањето на општината одржа свечена седница. Градоначалникот Стојан Челазов се осврна на сработеното и најави нови проекти за подобар живот на жителите на општина Росоман. Општина Росоман денешниот ден го одбележува како роден ден на општината. Пред 18 години за прв пат Росоман стана административен центар на селата од Црноречието. По тој повод денеска Советот на општината одржа свечена седница во салата на Општинското основно училиште Пере Тошев, на која присуствуваа градоначалници од општините во Вардарскиот регион, гости од збратимените општини Пладниште Србија и Конак Турција. Председателот на Советот Маријан Чопенчев нагласи дека постои одлична соработка помеѓу советниците од сите советнички групи и градоначалникот, а таа соработка дава одлични резултати во подобрувањето на условите за живот на сите жители на општината. Советот на општина Росоман во измината една година има одржано 12 седници на Советот, на кои се донесени голем број на одлуки и решенија со кои се подобрува севкупниот општествено и економски развој на општината, односно на сите населени места во општина Росоман. Во овие изминати 12 седници се донесени исто така и голем број на одлуки и решенија во барање на правни и физички лица од општина Росоман кои ги тангираат нивните лични потреби. Советот на општина Росоман бил секогаш на висина на задачите и потребите на граѓаните на општина Росоман и секако на бизнис заедницата во општина Росоман и пошироко. Во ова свечена прилика исто така ви сакал да се заблагодарам на колегите советници за конструктивниот однос и работата во Советот. Исто така да им се заблагодарам на раководствата на нивните политички партии, исто така за конструктивниот однос и работата во Советот. Градоначалникот Стојан Челазов говореше за сработеното, за растежот и развојот на општината за време на неговиот мандат. Им се заблагодари за соработката на градоначалниците од околните општини и за поддршката што општината ја добива од владата. Локалната самоуправа во партнерски однос со владата на Република Македонија активно учествува во развојот на општината и во развојот на недоволно развиените средини. Сите овие години реализираме проекти за подобрување на стандардот на граѓаните на општина Росоман, за поквалитетни услови за живење и создавање на услови да не се напуштат родните огништа. И оваа година можеме со сигурност да кажеме дека сме на правиот пат да возможиме нашата општина да прерасне во развиена и урбана средина. Оваа година, во 2014, во февруар месец за прв пат почна да работи и детската градинка Праскичка, која згрижува во секое време околу 80 дечиња. Правилно го насочува нивниот развој и се грижи за воспитување уште од најраното детство. Во делот на образованието, општината заедно со основното општинско училиште Пере Тошев заврши повеќе проекти, како што се поплочување на двориштето пред спортската сала, доградба на мини паркот во дворот на училиштето, замена на покривот на училиштето во Камендол, во почетна база и замена на покривот на училиштето во село Трстеник, а во селата Трстеник, Манасевец и Сирхово се оградени и осветлени повеќе наменските игралишта, со што младите луѓе од овие населени места ќе добијат шанса да го развиваат спортот и спортската култура. Во село Паликура во завршна фаза е парното грење на училиштето и ова училиште ќе почне со работа во второто полугодие на учебната година. Во делот на комуналната изградба, со гордост може да кажеме дека успешно ги завршиме преговорите и со Светска банка, обезбедивме додатни 4,5 милиони денари кредит за изградба на резервар за вода за пиење за населените места Росоман, Рибарци и Манастирец,
И изградбата на овој резервоар стартува веќе во месец јануар 2015 година, со што ќе ставиме и крај на немањето вода во секое време. На денешната свечена седница беа доделени и награди и признанија на ученици кои афирмираат со своите резултати општината, но и училиштето Пере Тошев. Признанија им беа врачени на учениците Марија Цветкова, Филип Јовановски и Мартина Велковиќ. Градоначалникот Лазов пак им ги врачи решенијата за трансформација на работниот однос на наставничките Силвија Трајкова и Розалија Ризова и на секретарот на училиштето Оливер Петров. Свечената седница беше збогатена и со културно-уметничка програма од учениците во Општинското основно училиште Пере Тошев Росоман. По повод денот на Општина Росоман, 17 декември, денеска свечено беа предадени во употреба спортските игралишта во селата Трстеник и Сирково, кои се наоѓаат во близина на училиштата, и новите тротоари во Росоман. По повод денот на Општина Росоман, почетните активности, значи за обележување на нашиот јубилеј, празник 18 години Општина Росоман, го почнеме со она што мислиме дека е најважно, односно со игралиштата за најмладите категории и за младите кои што навистина сакаме да ги упатиме да спортуваат, да развиваат спортската култура и бонтон, кои што се навистина важни во ова денешно време. И за таа цел еве го пуштивме ово игралиште во Трстеник, го градивме, го направивме, значи спремно за играње, и во текот на денешниот ден, значи ќе биде и осветлено за да може и навечер да се игра во него. Истото или слично, не е исто, но со исти димензии се отвори игралиштето после ова и во село Сирково, и во Манастирец имаме оградено игралиште кое нема да биде пуштено, бидејќи таму малку уште некои работи треба, но до Нова година ќе биде завршено. А од оние објекти од комунална инфраструктура одлучивме денеска да ги пуштиме во употреба тротоарите на Општина Росоман, кои што веќе се завршени. Значи, тоа се средства добиени преку ИПАР програмата. Само за тротоарите се околу 5,5 милиона денара, и тоа се средства, како што кажав, преку ИПАР програмата за рурален развој на неразвиените подрачја, и ние сме навистина горди што го добивме овој проект, но исто така мора да кажам дека и Општина Росоман со 1 милион учествуваше во овој проект како соучесник во сета ова работа. Добивме позитивни критики, зелено светло, и значи ни беше одобрено да можеме да ги пуштиме во употреба тротоарите кои што навистина значат безбедност на жителите на Росоман. Инаку мора да напоменам и дека игралиштата се оградени со средства исто од буџетот на Општина Росоман, но од делот која што навистина со домаќинско и штедливо работење на основното општинско училиште Пере Тошев веќе обезбедивме средства, и со тие средства го оградивме негде целата инвестиција околу 400.000 денари. Градоначалникот на Општина Неготино Ванчо Апостолов денеска оствари работна средба со представници на Светска банка. Градоначалникот на Општина Неготино Ванчо Апостолов денеска во својот кабинет оствари средба со представници на Светска банка. На средбата разговараа за проектите со кои Општина Неготино аплицираше до Светска банка, и истите беа одобрени. Со помош на овие одобрени средства ќе се реконструира водоводната мрежа на 15 улици во градот, во должина од 8 километри, и изградба на нов резервоар за вода од 500 метри кубни во висока зона во близина на постоечкиот во Тимјаник. Денес имавме работна средба со шефот на мисијата на Светска банка, исто така и луѓето од Светска банка кои се задолжени за имплементација на проекти, односно за задолжување и одобрување на задолжувањето на проекти. Ние како Општина Неготино нормално аплициравме за нашиот најголем проблем, водоснабдувањето, односно реконструкција на 8 километри водоводна мрежа во град Неготино и изградба на една поголема акумулација, еден базен од 500 метри кубни за висока зона во Неготино, кој ќе биде поставен одма до постоечкиот во населеното место Темјаник. Ние сега разговаравме и ја комплетиравме целата документација. Договорот очекуваме да го подпишеме пред Нова година, бидејќи тие беа многу задоволни од анализите кои ги
работевме овие година и пол дена од подготовката на самиот проект за сите улици во општина Неготино кои ќе се реконструират, односно ќе се реконструира водоводната мрежа на самите улици. Исто така, после имплементација на овој проект за регулација на притисокот, следува доста брзо, значи новата градежна сезона започнува одма на пролет таму, доколку има можност, тоа ќе биде околу крајот на февруари, почетокот на март месец, за реконструкција на целата водоводна мрежа. Сега го имплементираме проектот за хидраулична регулација на притисокот, што веднаш даде резултати, но со крајната имплементација на проектот за реконструкција на улиците, ние фактички најдовме долготрајно решение за проблемот со водоснабдувањето во цел град и цела општина Неготино, нормално во интерес на сите граѓани на општина Неготино. Менаџерот на проектот на Светска банка за подобрување на општински услуги, Тошијаки Кеичо, е задоволен од соработката со општина Неготино и можноста да се помогне во решавањето на деценискиот проблем со водоснабдувањето во Неготино. Ние го посетивме градот Неготино, преди тоа што ќе бидеме партнери со општината за проектот на подобрување на водоснабдувањето. Ние сме задоволни и мило ние што ќе имаме можност да го поддржиме подобрувањето на водоснабдувањето во Неготино. Се надеваме на успешна соработка и успешно спроведување на проектот во Неготино. И проектот треба да почне многу наскоро. Инаку со помош на овие средства од Светска банка во висина од околу 1 милион евра ќе се помогне во решавањето на проблемот со водата за пиење во општината, а како што најави градоначалникот Апостолов, до крајот на годината се очекува и да дојде до официјално потпишување на договорот помеѓу општина Неготино и Светска банка. Општина Неготино веќе нема рестрикции и има 24-часовно водоснабдување. Резултатите од реализацијата на проектот за хидраулично регулирање на притисокот на водата за пиење повеќе од задоволителни. И понатаму продолжуваат работите за хидраулично регулирање на притисокот на вода во општина Неготино. Резултатите и ефектите од реализацијата на овој проект се на задоволително ниво. Општина Неготино нема повеќе рестрикции и има 24-часовно водоснабдување. Во рамки на овој проект, градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денес оствари заедничка средба со представниците на фирма изведувач на проектот ИМГД од Самобор, Хрватска, и директорката на јавното предпријатие Комуналец во Неготино Наташа Лазова, на која ги дефинираа сите понатамошни фази од работењето на овој проект. После тоа што го воспоставивме за градот, да не биде под чести рестрикции на вода, сега континуирано градот има 24 часа вода. Го регулиравме притисокот на водата и сега поставуваме позори кои ги поделивме во градот. Преку поставен далечински надзор ќе можеме да видиме во секој момент колкава е потрошувачката на вода, доколку дојде до некакви зголемени протоци на водата или се намалат протоците, што значи дека постои некаков дефект, автоматски не алармира така што екипите ќе може одма да делуваат, да го пронајдат дефектот и истиот да го санираат, да не би дошло до повторно губење на водата и да не би се случила никаква повторна рестрикција. Моментално ги поставивме зоните, а следно што следува е обука на комуналните екипи, да знаат како се читаат протоците и потоа самостојно ќе може да делуваат на целото подрачје на град Неготино. За директорката Лазова, овој проект е значајн и со него ќе се олесни работата на јавното предпријатие Комуналец. Екипи на јавното предпријатие постојано се на терен и работат на цела територија на град Неготино. Со овој проект на општината, секако за комуналното предпријатие ќе се олесни во голема мера работењето поради едноставно електронското следење на протоците, на притисоците во целата мрежа во градот, и тоа со преку еден екран, како да кажам, преку еден лаптоп, ги следиме сите промени кои што многу лесно ќе се забележуваат во текот на деноночието. Ние од наша страна работиме низ целата територија на градот на замена на старите 30-40 и повеќе години стари вентили, за да се овозможи сето тоа зонирање кој што го работи, кој што се работи по овој проект, и се надевам граѓаните на крајот ќе ги почувствуваат сите овие предности од овој проект на општината. Градоначалникот Апостолов изрази големо задоволство за тоа како течат работите и за досегашните изведени работи на терен, кои уште на самиот старт обезбедија континуиран доток на водата во водоводната мрежа.
Денеска имаме заеднички состанок со раководните структури од комуналното предпријатие Комуналес Неготино, исто така и од страна на изведувачот МГД од Самобор. Тие ќе бидат тука, значи, во текот на цела оваа седница. Денес треба да ги дефинираме сите понатамошни фази од работењето. За сега гледаме дека почетните резултати вродија со плод и веќе Неготино има 24 часа вода. Се надеваме дека со до крајна имплементација на самиот проект и со имплементација на другиот проект од Светска банка за реконструкција на водоводната мрежа ќе ги надминеме конечно проблемите со водоснабдувањето во Неготино. Исто така во план ни е да ставиме уште 2 резервоара, еден за горна зона кај Тимјаник и другиот во населеното место Пепелиште преку Европска инвестициона банка, каде што гарант е владата на Република Македонија, и сметам дека со ваквите состаноци, дека со плодна расправа од сите фактори кои се задолжени за имплементација на еден ваков проект, граѓаните на општина Неготино ќе ги почувствуваат бенефитите во понатамошниот период. Општина Неготино има 24 часовно водоснабдување, зошто во одделни делови има повремени рестрикции на водата. Во вестите објаснува градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. И им должиме објаснување на граѓаните од општина Неготино доколку во текот на денот одреден период нема вода, тоа значи дека на таа локација се работи, односно се имплементира овој проект, се заменуваат вентили, се заменуваат цевки, односно има одредени дефекти кои се санираат, и сметам дека треба да бидат стрпливи доколку неколку часа во текот на денот нема да има вода, а тоа нема да се случува во понатамошниот период со крајната имплементација на сите овие проекти. И ево од моја страна еден апел до сите граѓани на општина Неготино, доколку има некаде каде што водомерите не се во функција, не работат, да слободно ги пријават во комуналното предпријатие денес, сутре, задутре, значи во текот на оваа седница, за да може тие дефекти да се санираат. Исто така апелирам и до сите што имаат диви приклучици да ги исклучат дивите приклучици, бидејќи овој период нема потреба од потрошувачка на вода. Значи, еве, имаме конкретен случај во населеното место Пепелиште, каде што има повеќе од потребното водоснабдување, но за жал многуте диви приклучоци кои сега е во тек поставување на водомери не дозволуваат да во горната зона се искачи водата и да нормално снабдува цело населено место. Затоа еден апел и до нив, бидејќи секаде ќе бидат поставени водомери и понатаму кој колку ќе потроши вода, нормално толкова сметка за вода и ќе добие. Да тоа го направат што е можно побрзо, за да не се соочат со одредени санкции од инспекторските служби. Тоа би сакал да биде завршено на најмирен возможен начин, бидејќи тоа е во интерес на сите граѓани на општина Неготино и на сите населени места, не само во град Неготино, и останатите села од општина Неготино. Новина од Фондот за здравствено осигурување: се надминува вакуум периодот од 2 месеца во здравственото осигурување кај новите пензионери. Се надминува вакуум периодот од 2 месеца во здравственото осигурување кај новите пензионери. Фондот ќе ги покрива трошоците додека решението за пензионирање стане правосилно. Од Фондот за здравствено осигурување велат дека оваа новина ќе важи од почетокот на идната година. Фондот за здравствено осигурување промената ја направи во насока за првите 60 дена од кога некој пензионер заминува од работа, додека го стекне статусот на здравствено осигурување како пензионер, да биде покриен здравствено, бесплатно, како нов тазе пензионер. Значи, ова е ново право кое што го овозможуваме, произлезе по барање на нашите подрачни служби кои што во пракса се соочуваа со проблеми, практично новите пензионери го имаа. Од Сдруженијето на пензионери сметаат дека на овој начин повеќе нема да има губење на здравственото осигурување. Новите пензионери веднаш ќе добијат бесплатно лекување. Ние тоа го поздравуваме и донесуваме одлука тие решенија за новите пензионери да влезат што побрзо
најмногу до 2 месеци. Така да мислам ова заедничка акција ќе се вроди плод. Добро што пензионер кој ќе дојде со решение да има и веднаш и здравствено осигурување. Да не му се прекинува, она што го истакна и Панажиева Збекова, да му се прекинува, а тој е веќе пензионер. Значи, тој се има решение, но не го добил решението, не му е подготвено решение. До сега новите пензионери мораа во периодот од 2 месеца да се осигураат преку својот партнер или пак на приватно да ги плаќаат здравствените услуги. Потрошените пари потоа ги враќаше фондот. Станува збор за едно олеснување на новите пензионери, кои што во првите месец, 2, 3, додека не добијат решение за пензионирање од пензискиот фонд, во овој период беа надвор од здравственото осигурување, бидејќи не беа покриени од страна на фондот за пензиско, односно немаше комуникација, немаше решение од страна на фондот за пензиско, а со тоа и фондот за пензиско не информираше нас како фонд за здравствено осигурување дека новите пензионери веќе се пензионери и ќе бидат вклучени во здравственото осигурување. Во фондот за здравствено сметаат дека периодот од 60 дена е доволен за да се направи уписот на новите пензионери. Во организација на општина Кавадарци, Фени Индустри и еколошкото друштво Тисовец и под покровителство на Министерството за екологија денеска во Кавадарци се одржа екоквиз во кој се надпреваруваа 5 оделенците од основните училишта. Вистинска надпреварувачка еуфорија, вжештена атмосфера во салата на Домот на културата Иван Мазов Климе, која беше претесна да ги собере сите навивачи на екоквизот кој го организираше општина Кавадарци, Фени Индустри и еколошкото друштво Тисовец од село Возарци под покровителство на Министерството за екологија. Учесниците во квизот одлично подковани со знаење даваа само точни одговори и до самиот крај беше неизвестно кој ќе биде победникот. Одлучувачка беше брзината која се мереше со 100 дел од секундата, кој побрзо ќе го притисне тастерот за да го добие правото да одговара. Во финалето се бореа екипите од основното училиште Тоде Хаджитефов и Димката Ангелов Габерот од Ваташа, за на крај со титулата најдобри екологисти меѓу 5 оделенците да се закити екипата од основното училиште Димката Ангелов Габерот од Ваташа, која како награда од Фен Индустри доби по 1 таблет и за своето оделение доби екскурзија, а сите останати добија благодарници за учество во екоквизот. Заради успешноста на екоквизот, публиката доби ветување дека неговото одржување ќе биде традиционално. Во вестите ги поместивме изјавите на градоначалникот на Кавадарци Александар Панов, извршниот директор на Фени Индустри Никола Ризов и заменик министерот за екологија Стево Темелковски. Ова иницијатива почна од еколошкото друштво Тисовец, друштво кое што активно работи на планот на животната средина. Секако неодмилливо е тука Министерството за животна средина и ние како локална самоуправа кој што со помош на финанси од нашиот традиционален донатор, тоа е Фени Индустри, дојдовме до ова да она што е основна цел да градиме здраво поколение, и тоа здраво поколение да може да се стекнува со знаења поврзани со животната средина. И мислам дека токму ова е вистинскиот начин на дејствување во правец на екологијата. Ова што се случува денеска, тоа е оној дел на подигање на свеста, односно овие млади генерации се оние кои што ќе ги користат бенефитите и кои што ќе се грижат за одржување на таквите објекти и кои што ќе придонесуваат многу во подобрувањето на животната средина. Ми е драго што, да речеме, и во делот на Кавадарци, односно во регионот на Кавадарци, согласно следењето на мониторинг системот, станицата за мониторинг работи, покажува некакви резултати. Резултатите, јас не можам да речем дека се добри, меѓутоа подобри се во делот на загадувањето, хемиското загадување на воздухот. Нема загадување, меѓутоа тука се пием частичките кои што, да кажеме, и согласно метеоролошките услови, согласно и делот на годината, така се покачени. Фени како општествено одговорна компанија, покрај другите активности што ги
имаме во градот и најмногу вложува во заштита на животната средина. Во организација на како наш предлог, нели, еколошкото друштво Тисовец со поддршка на локалната самоуправа, градоначалникот и секторот за образование во делот на општина Кавадарци се организира ова што денеска ќе се случи. Значи, што е целта пред се на тоа? Целта на ова збиднување денеска е за да младите пред се почнат уште од најмалата возраст да се едуцираат околу заштитата на животната средина, како они секој од себе да придонесе за да животната средина ни биде се подобра. А во однос на екологијата, како што кажа министерот и градоначалникот, Фени многу вложи во тоа и заменик министерот знае дека ние завршивме со нашите активности и нашиот оперативен план и задолженијата што беа до 1 април, така да состојбите што беа предходно, значи многу поодамна предходно, не само пред 1 април и од 1 април наваму се многу подобри резултатите во однос на контрола, постојана контрола, постојан мониторинг на гасовите што практички произлегуваат од нашиот процес. Во Велес започна акцијата Чист град, ке се отстрануваат хаварисани и запуштени возила, приколки и друга земјоделска механизација од јавно прометните површини во градот. Почна акцијата Чист град во Велес. Целта е да се отстранат нерегистрираните, хаварисаните и запуштени моторни возила, приколки или земјоделски машини кои се оставени на јавно прометните површини. На овој начин ќе се овозможат услови за безбеден сообраќај. Надлежните од локалната самоуправа и секторот за внатрешни работи од вчера се на терен. Се врши евидентирање на наведените работи. Собствениците на хаварисаните возила или приколки ќе добијат известување самите да ги отстранат. Ако тоа не го сторат, општината ќе ги тргне на нивна сметка. Ќе поминеме кон известување, ќе ги најдеме према, доколку имаат регистрација спрема регистрациите собствениците, ќе има првично, доколку не ги најдеме, ќе ставиме налепници на возилата, ќе има првично известување на одреден законски рок да ги трнат возилата, во спротивно ние ќе ги отстраниме, меѓутоа ќе мора да собствениците на возилата да си ги сносат трошковите за отстранување на овие возила. Колкав е бројот на возила, приколки и земјоделски машини кои стојат по градските патишта треба да се знае деновиве. Анализите на надлежните покажуваат дека ги има повеќе на споредните улици и сокаци. Тие возила стојат, го сметаат и на сообраќајот, сметаат и на самото одвивање и паркирањето на одредени возила. Значи, тоа е една акција која што очекуваме дека ќе даде позитивни резултати во овој период. Акцијата Чист град општина Велес и полицијата ја реализираат неколку години. Според нив резултатите се добри. Процентот на вакви возила кои запаќаат дел од јавните површини е се помал. Од специјалната паралелка при Општинското основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци денеска му беше врачена благодарница за несебичната поддршка што ја добиваат учениците во нивното работење на градоначалникот на Росоман Стојан Челазов. Мило ми е на денешниот ден за роден денот на општината да можам ова благодарница во името на учениците од посебни потреби од Кавадарци, пошто градоначалникот е толку несебичен и хуман према нив, сака да му заблагодарат, ама пошто не се во можност, денеска бев задолжен да му предадам ова благодарница и да продолжи нивната соработка и понатаму, за да може во колку е во можност и кога ќе може да и пружа една несебична помош, а тој тоа добро го знае и добро го работи. И за тоа му се крајно благодарни и мило ми е и би сакал да ви честитам и да ви ја подарам ова благодарница, бидејќи ова се деца што знаат да го ценат и да го поштуват она што го правите за нив. Јас само да се заблагодарам, значи на вистина нешто што многу ми значи, че ги красе ветрините на кабинетот на градоначалникот и да ветам дека и во иднина, значи на овие категории на деца
кои што навистина имаат потреба од помош, дека ќе продолжиме со таа помош да ја пружиме оно колку што дозволуваат можностите на локална самоуправа, а и да не речам секој помалку да помогне, значи е доста голема помош. Така да уште еднаш и благодарам за благодарниците. Синоќа во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе беше отворена изложба од 21-та интернационална кичевска колонија. На падините на планината Бистрана, надморска висина 900 метри, во куќата на уметноста се одржа 21-то издание на Интернационалната кичевска ликовна колонија 2014. Кавадаречката културна јавност со изложбата што синоќа беше отворена во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе имаше можност да види дел од прекрасните ликовни дела создадени од ликовни уметници од Македонија, Украина, Русија, Турција, Германија, Северен Кипар, Бугарија, Казахстан, Малезија, Хрватска, Босна, Србија, Црнагора, Јужна Кореја и Судан. Делата на овие ликовни уметници се голема причина за наша препорака задолжително да ја погледнете изложбата. На отварањето на изложбата за ова интернационална кичевска колонија која се организира под покровителство на АД Тајмиште од Кичево говореше директорот на Домот на културата Владимир Темков, а своји стихови за уметноста прочита ликовниот уметник и поет Петар Наневски. Вистински празник за уметноста на Кавадарци му е чест што ја имаме кичевската колонија која има многу долга традиција и имаме можност да ја видиме нејзиното 21-во издание. Организатор на ова колонија Горијан Донески, кажете ни нешто повеќе за колонијата. Најпрво голема благодарност до градот Кавадарци што ни овозможи да сме тука вечерва, да се представиме со дела од 21-та интернационална кичевска ликовна колонија, која ова година се одржи во куќата на уметноста во село Кнежино, Кичево, специјален објект изграден за таа намена, каде што има прекрасни дела од голем број на уметници од повеќе држави. Оваа година учествуваат 27 уметници од 15 држави. Работеа 2 недели во куќата на уметноста во различни техники, масло на платно, акрил на платно, скулптури од метал, мермер, дрво. Со мал дел сме тука присутни денеска, бидејќи збирката на овогодишната колонија беше негде преку 80 дела, а тука сме присутни само со 27 дела. Значи во депото на Кичевската ликовна колонија имате една ризница од ликовни дела. Дали има бројка? Па да, веќе надминавне илјадарката, мислам, веќе така да кажеме, преку 1000 дела имаме. Значи јас како еден од организаторите на Кичевската ликовна колонија, главен организатор и поддржувач и основач на Кичевската интернационална кичевска ликовна колонија е АД Тајмиште од Кичево. Идејата е на господинот Владимир Толески, собственик на АД Тајмиште. Јас како член, заменик генерален директор и организатор на таа колонија помагам, значи допринесуваме неколку години. Се трудиме од година во година да биде што подобра и подобра. 21-та ова, значи, најпрво во Кичево, потоа беше во Скопје, во КИЦ, културно-информативниот центар, па сега сме моментално еве вечерва тука, па следна дестинација имаме за Куманово, Струмица, Прилеп, а здравје да се надеваме дека и ова година за прв пат ќе излеземе и надвор од границите на Република Македонија. На крај од вестите и прогнозата за времето. Времето утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, по котлините со појава на магла, особено во предпладневните часови. Преку ден ќе дува слаб северен ветер, температурата ќе достигне до 10 степен. Тоа беа подготвените содржини. Благодарам за вниманието, имајте пријатни мигови со нашата програма.